Мала е свеста на битолчани за правилно управување со електричен и електронски отпад или така наречен опасен отпад кој содржи тешки метали. Ваков е заклучокот од акцијата која спроведе јавното претпријатие Комуналец од Битола во соработка со правното лице за постапување со отпад од електрична и електронска опрема нула отпад Скопје, како и Инервил клубот од Битола. Во периодот од 8 до 13 април во рамките на која на 3 локации во Битола беа поставени специјализирани садови за собирање на отпад од електронска и електрична опрема. Како директор од онаа информација што добив денес од колегите, сум разочаран. Во некои од тие контейнери се фрлало комунален отпад. Иако покрај тие контейнери имало 2 или 3 други контейнери за комунален отпад, но ние паралелно на тоа дадовме известување до нашите корисници, правни и физички лица, дека тој вид на отпад, кој што представува категорија на опасен отпад, затоа што содржи тешки метали, ќе го собираме во текот на годината на дојава на корисниците. Значи, секој правен или физички субјект може да се јави до нашите вработени на контакт телефоните каде што ги оставивме и во одреден период од неделата или од денот ќе биде превземен тој вид на отпад од наша страна, доколку пак некој сака, створени се услови да може во собирниот центар кој го имаме во Стопанскиот двор да одложи и самиот таков вид на отпад. Од друга страна пак од јавното претпријатие Комуналец од Битола исто така информираат дека се задоволни од начинот како граѓаните се однесуваат во управувањето со отпад, но сепак апелираат правилно да го селектираат примарниот отпад, односно отпадната пластика да ја селектираат во жолтите контењери, хартијата во сините, а комуналниот отпад во зелените контењери.